Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историскиот регион Пелагонија, еден од 8 статистички региони во Република Македонија, кој опфаќа 9 општини сместена во централниот западен дел на етничка Македонија, кој со право може да се нарече лука на културата во Република Македонија, затоа што луѓето што живееле тука оставиле длабока трага на своето време низ вековите наназад, како што се и 22 населени места кои припаѓаат на општината Могила, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото. Каде и да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода навистина е историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, рано-христијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедими утврдувања и други мощни стари градби. Исто така за историското минато на 22 населени места кои припаѓаат на општината Могила говорат 6000 години живот кој зрачи на целиот незин простор преку бројните археолошки локалитети кои датираат уште од неолитскиот период како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, дацаретите, орестите, еорадите, елимеите, ботијаците, пирејците, алмопите, мигдонците, крестонците, бислатите, еуродејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основаш на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел од мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од 969 година до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсеј и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските цареви Константин Асен Тих од 1257 година, Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските владетели царот Стефан Урус IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година, па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. 22 селски населби во овој регион, во пишаните, материјални документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменуваат пред 2400 години пред новата ера, каде што е запишено дека низ оваа област споменувала најзначајната римска сообраќајница на Балканот Вија Игнација.
Во Третата римско-македонска војна ова област станува главна воена област во северните области на Македонија. Исто така, за ова област византиските историчари го имаат забележано следното. Дел од Пелагониската котлина, која се разпостила по течението на река Еригон, кон крајот на 6 век пред нашата ера, била изложена на масовна словенска колонизација од словенското племе Персити. Во 1204 година, за време на Четвртата крстоносна војна, оваа регија е вклучена во Солунското латинско царство. Почитувани мои, наминав и во ова област мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да се обидам да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за овие села, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти, пишени документи, со надеж дека меѓу помладите пораѓање или по потекло од оваа област, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, затоа што нивната култура, пренесувана од генерација на генерација, именувана под влијание на настаните кои се случувале тука, е видлива денес преку богатото историско наследство, како што се многобројните археолошки наоѓалишта. Една од убавите наши села, распослани во северниот дел на Битолското поле, кои припаѓаат на општината Добрушево, е и селото Алинци. Селото Алинци сместено е во самата гранична административна линија помеѓу Прилепското и Битолското поле. До ова село можете да стигнете од неколку патни правци. Едниот води од селото Тополчани, селото Лозари, селото Ношпал до селото Алинци. Другиот патен правец врви преку селото Новаци, Делбеговци, село Будаково и село Алинци. Третиот патен правец кој води до селото Алинци доаѓа од село Орле, село Маково, и четвртиот патен макадамски пат поминува од селото Бонче, село Подмол, Лопатица до село Алинци. Ние се одлучивме да дојдеме во ова село од патниот правец кој води преку општината Новаци. Нас не изгледаше накраток најбрз. Но кога пристигнавме до селото, ни се виде поблиску Тополчанскиот превој отколку Битолското поле. Арно, ама како што се вели, штом ќе наумиш да тргнеш некаде, не се двоуми. Врви си патот, ќе стигнеш на време. Ете, сполај му Господ не донесе во Алинци. Убаво село, што се вели. Не се измачивме да го најдеме след селото. Бога ми, без да прашаме, лесно го најдовме. До след селото води асфалтираниот пат веднаш до селската продавница. Уште во раните утрински часови дојдовме со надеж дека ќе ги најдеме селаните. Арно, ама селаните не беа дома. Луѓето беа по нивите, работно време, сезона за работа по полето. Некои беа со добитокот, други беа на пазар во Битола, во Прилеп, да се снабдат со намирници, да видат како оди пазарот. Како што вели народот,
Она што можеш да го сработиш денес, не оставај го за утре. Не знаеш денот што ќе доноси. Како во секое село, така и во ова, најдобри информации за самото село, за мештаните, за животот во селото, за тоа што кој кога дошол, кој кога заминал, што барал во селото, кого го барал во селото, колку долго останал, ќе добиете од кооператорот во продавницата. Затоа што продавачот е еден вид матичар, тој ги знае сите и по име, и по презиме, и по прекар, кој селанец кога заминал, каде живее, кога доаѓа, кога си оди, што работи, како работи, за се што, како што вели народот, прашај го или попот, или поштарот, или клисерот, ама најстручен ви е бакалот. Тој се знае, е умен, е итар, местото му е такво, оти секој не може да биде матичар, односно бакал или продавач. И навистина се уверивме во тоа. Алинци има овде околу 30 и некоја куќи, 32 куќи, ама останаа што живеат луѓе околу 15 куќи. Фамилии има Трајковци, има Јошевски, има Ѓорѓиевски, има Котевски, има Минчевски, тие се 2-3 фамилии, Златевски. Претежно има 10 кујки што живеат, кој по 20, кој по 8. 5-6 кујки нема што живеат по тројка. И така, селото е со земјоделие се занимава. Претежно во зимен период ќе си ода наград, има кујќари на таму. Летен период сега особито недела, сабота, петоков, после 3 работно време сида, се полнат до кај 26 куќи, со многу селото, недела, сабота. Понеделнико се сиромаши, пак како што рекоме 5-16 куќи. Од Битоласнет имаме на Новација 25 км, а на Могила имаме 23 км и 22. Ама патиштата ни едни одговара на поблискиот, па ни другиот. Има дук, има самите видоте, секое возило едно одење, мора бандаш или гума да се скини, да се свитка. До Битола одиме претежно секој што има овде, што е останат. Има кола, со кола, ако нема кола, сега излего таксите приватни, ќе викни такси. Соседните села, прво да го спомниме Добрушовот, и тоа ни е како најаката точка што сите одиме таму, претежно во Добрушово. Имаме после Мусинци, ама тие се избегнати на исток. Мојно, Кутурус, одиме Дедевалци, Трап, овде Будако, во тие села застапено така. Поголемо село има тоа околу негде 250 куќи и претежно таму со баралиштето. Овде самите видоте, како што видоте, ако има 5-6 души, 10 да излезат, појќето, како што ви реков, старци. Нашата фамилија не знаеше никој. Никој турцко, претурцко. Значи од овде си?
От тука старо селелци, и шо имаше стари, не памте од кај се дојде. А има да еден од Марио, од Ношпал има да еден. Од тоа време, јас не памтам кога дошле, ама кажува, од Чаниште оно да. Абе, кој ќе излеземе недела, ќе дојдеше и тоа беше Милина Чупиња, невести, младо, променати, ќе одаа по востанието, онаму по ченките да ги гледа. Абе, Милина, Тука не одеа луѓето на работа. И сега од вечер со коли, дрвени тука. Коли немаше вака, како сега. На бензин што викаме. Ја, лимузини, едно друго. Тука и беше, кој имаше коњи, кој имаше волоска кола. Кај уши на време ида, кај се Милина беше. Имаше тапани, имаше гајди? И сред целото дуден ќе дојде. 3 дена сред целото тапаните ќе раска. Великден, 3 дена. Боже, 3 дена толка снего ќе играат цел ден онде. Мал бев јас камено се биту. Кога ќе појдеме Карамани онде, миризбата од симидите, од ѓевреците, тука удираше Милина, да јас подсела и вака, дали ќе ми купат. Ама немаше, пари немаше и тога. Како стига ова време што дојде и што иди, пак има нешто сега, ама и тоа пореза не може да се плати. И сетнем, тоа го купува евреите житото. Так. Мораш одовде да тргнеме, во 1 сато ноќеска со луѓето, па во 7 сато да појде. Некој ќе појде на таму, ќе дојдеше и еснав, се викаше тие евреите. Так. И сега да насинавал караците, житно пазариште битово, вреќите донаму отворени и ќе дојде колку пари бе ова ѓубрето, ќе клучни со ногата житото. Толку. Волку ќе ти дам. Да му го даш. Ако не, амбарите мои знаеш кај се. И амбарите големи вака со скала да се качваш, да му турваш. И ќе дојде 2 сата, мора да си тргне од те. И сега тие, кои иди помалку дава тие другите. Помалку дава. Ја и па на некој друг ќе му дај таму појќе, оти да овај Што се вика дома мора да дојдеш паричка. Сака алице да му купиш на детето. И тука ќе му го однесеме таму. Не се продава, не дава појќе никој од толку колку што дајете. Има, кажам на старите, владел некој турчин, се вика Лалија. Алија и по тоа место било по турско родство, морало да се работи. И кога ќе одел некој во село, кај ќе кај Алија на работа, тој ги мачеле, плаќале, мевници, морало да се работи. Као виш, Алија на работа, Алија и останало Алинци. По таа пословица, некој може баш го знаат, некој, јас како што имам разбрано постари, тоа селото го настапил во селото поради тој турчина што бил.
Бокмет, ние што викаме. Бек бил на време. Бек тога и сега и така станало. Пред партизаните имало црква, се изградило. После комунизмот кога навладал, почнале комунизмот да црквите да не ги поштова, едно друго фатилата црквата ја струшиле. И сега та црквата е струшена, нема ништо. Имаме трем само сега. И останале ови камчината уште символ од тоа, а школото е просветата изградено на црквата. Од оваде накарши имало ковачница. Таа ковачница било на Димо Бумбаро се вика. Тој на цела Пелагонија го служувал народо, ковал, правеле миши плугови. И тоа по нивно кажување, мене старите како што има кажувано, некој се испоганил на овој камчина, се качил на магарето да си оди. И само што тргнал 10 метра, паднал он магаре. Па се качил, па по 10 метра паднал и тој мајсторо Димо Бумбаро му излегол надвор, му рекол врати се назад на камчината да му се прекрстиш, да му се извиниш, што ти си испоганил во црква. Еве овде, сами да се уверите, ова е крстчето што е на црквата, тука што била, еве ги камчината од црквата, они што се создадени. А сега што им имала, не знаеме, тоа е тоа. Се собираме овде на лице место кај што сме ова стара продавница, да кажеме, школото од та страна, на десна страна, тоа е веќе затворено, има 10 години и пазла. И ние соборо овде има веќе деца што учат, ги носиме на школу во Добрушево. А Добрушево нема таков превоз, плајка приватно, такси или приватник неке, за да се носат децата. А за новување школото тешко прилика. Народот бега, претежно дојде детето да му учи, принуден е да избега од што се малтретира децата. Дали на школу да ги спрекаш, дали да го пречекаш, да врнало ова, она. И малце далеко, пример, 7 годишно дете прваче ти да го пуштиш, Добрушо има 5,5 километри, 6, па ги чека децата, после 1 сат осиди, ови 8-летка што се има дополнителен час, 6 часа на некој. Мора се и она да чекаше малото, првачето мора да чека наместо 4 часа има тоа некоја 3, мора да чека за 6. И така во тоа избегава најпојќе луѓето. Да погледаш тоа милина, ама луѓето, земјата луѓе. И така збори. Така луѓе земјата. Тога и помалку масра, беше вистина помалку да опоредиш исто. Така. Оти сега во луѓе зот неќе, а сега клучо клајго на трактора и одма пари сака, пари број. А тога и сега пасе од пред Ѓурѓовден мат кој ќе влезе, ни зот, ништо. Клај му го јаремо и терај. На нивата ѓубре, не? Вистина, помалку се роѓаше. Помалку, ма да го споредиш исто да го споредиш. За 6. И така во тоа избегава најпојќе луѓето, младеж. Може дека да го прашуваме малце Можеме продавачот? слободно. Еве овде ова продавница што имаш ти,
е единственото место сврталиште на селаните. Да. Многу ми кажаа дека ова било порано овде Ковачница, била порано и избурна. Дали е добро да се види кооператор или продавач во едно село, да човек, кај те бог? Може тоа, ама овде нема шанс. Што се одека има по деца? Што може да купа луѓе? Има поне поважни работи. Вака да ми кажеш кои си тие, да речеме, леп, пипер, даш, носи работи? Тоа има, таква работа. Многу ми по села кога патуваме, вика продавачо мора да пишува вереција. Даваш вака на почек? Да, Ќе се да рече вете човекот ќе дојде, нема пари да му пишеш. мора да се пише. А со плаќање како оди? Кој ќе има пари. Да. Под плата не се луѓево, тие што се овде, кој под пензија, кој вака ние млади, 13 деца сме. Поштаро ти иди во село? Не, Не иде, а? Не иде. Ами пенсиите кои им носи на луѓе? одиме ние. По млади вака, некој ќе земи. И дојде. Ами ако дојде речеме писмо некој нешто да прати. Па и писмо и Вака навечер кај се собирате? не иде овде, вака, претежно и тоа. И по села одим. Што си му обетите вака навечер? Тоа, кажуваме. Како било, што било. Селото Алинци е убаво село. Алинци не е заборавено село. Во Алинци нема падната куќа. Во Алинци има 40 куќи, 40 жители. Во Алинци нема падната авлија, падната и празна пондила. Дворовите не се обраснати со трева. Иако во ова село ги нема повеќе дзевгар воловите, во секој двор ја има земјоделската механизација. Во дворните места ги има тракторите, дрелјачите, плуговите, комбањите и преостанатите 40 миналинчани се надеваат дека нема ова село да остане само со овие мештани. Се надеваат дека еден ден ќе се надмине овој број затоа што од памтивека ова село е мало село. Арноама Алинчани ги има и во Битолско, и во Прилепско, и во Новаци, и во Тополчани, ги има и во Западна Европа, во Америка, во Австралија. Но горди се и велат, овде сме 40 мина, ама надвор сме десетици пати повеќе. И додаваат, каде и да се наоѓаат кога ќе ги прашате од каде сте, велат, од Алинци сме, од она Битолското. Што е близу до Тополчанско, тоа ни е аманет од нашите предци, а тој аманет ќе го пренесуваме од колено на колено се додека постои векот.